Еден час политика доволно е, што би се рекло за утрински термин. Сега ќе одиме на една поопуштена тема, а во студиото ги имам Григор Јаковлевски и Марин Митровски, млади момци од студенти од Машинскиот факултет, така? Да, така е. Во најавата пред час и половина кажав дека вие сте конструкторите на првиот македонски болид. Формула, како да ја наречеме? Ние сме Формула студент, Мес Рейсинг, ама колата се вика болид или тркачко возило. Тркачко возило. Да. Добро, ајде да почнеме тука да додека ние разговараме, гледачите ќе имаат можност видеа слики што ми испративте во текот на вчерашниот ден да им представиме како тоа изгледа, како се прави, на што личи сега и што она го зборуваме, да го имате и визуелно. Лигор, да почнеме со тебе, можеме на ти слободно овој концепт на муабет, не мора да се пресираме. Од самиот старт на идејата за конструкција на едно вакво возило, како почна се? Формула студент е пред се интернационален надпревар, значи постоел и пред да сме ние дел од него, но ние нашата улога во овој надпревар започна пред 2 или 3 години, кога два студенти од Машински факултет сакаа да донесат нешто ново на сцената, односно некој проект каде што студентите ќе можат теоријата да си ја поврзат со практично знаење, да донесат некој практичен проект во Македонија. И од таму првите 2 години беа за дизајнирање на првото возило. Заклучно со оваа година првото возило, нели, толку му е дека според правилата на надпреварите мора секоја година да се произведе ново возило. Ние најдовме некој трик да можеме секоја втора година произведуваме ново возило, ама се разбира дека секогаш треба да иновираме и да правиме се од ново и да подобруваме на некој начин. Не може да се, Марин, да се вози веќе втората година или која е правилото за секоја година ново возило? Така, значи ако се тркаме на една година со тоа возило, потоа не смееме истото да го користиме, него мора да почнеме со друго возило за да се тркаме во наредните години. Технички моменти или нешто друго е во прашање? Мислам дека од технички моменти, затоа што нели треба да дизајнираме ново од почеток, да биде подобрано од старото. Мислам дека од тој аспект е повеќе. И од кога го нацртавте, кога го ставите во компјутер, на хартија, колку време треба да се склопи? Вие сте, како што видов на сликите на материјалите што ми ги пративте, 20 луѓе повеќе, еве, ако сте, ќе кажете и 30-40 луѓе кои што работеле на болидот. Да. Што се треба да знае човек, студент како вас, за да може да се склопи, али претпоставам дека имавте и поддршка од професори, така? Поддршка од професори, асистенти. Пред се највеќе да имаме волја, нели, како студенти, затоа што ние не знаеме многу како тие работи одат. Сепак е проектов за да научиме тоа све како се одвива. Не треба некое знаење. Колку време требаше се тоа да се склопи, да личи како што сега изгледа? Првата година поставено за напатека. Планот е да успееме до нова година да го дизајнираме, односно да биде цело нацртано, пресметано со сите технички цртежи. Ова се зборуваме за второто? Да, за второто. Добро. А за првото колку време требаше да се направи? Повеќе од една година ви требаше или помалку? Технички да, 2 години ни треба. Ама од искуствата што ги собравме од таа првата година, сега мислам дека може да го скратиме времето на една година. Да. И каде беше првата трка, првото возење на возилото? Првото возење се случи во... Кој возеше, ме интересира? Првото возење се случи во Романија, каде што... Тука не го пробавте? Околу Машински? Тоа да. Првото тестирање, да. Првото тест возење беше? Првото тест возење беше, да, на Машински факултет, на паркингот, поставивме конуси, ја пробувавме колата, нели, како ќе вози, дали според пресметките што сме ги добили или во реалниот свет, како што е све поразлично. Да видиме до кај сме. Возилото го возеше Емре. Што е колега? Да, наш колега, студент на Машински.
што до него добивме, така до него стигнавме, така што одржавме трка на картинг. Сам се пријави или влечавте ждребка кој ќе вози? Сами си се пријавува, пуштивме како форма до сите студенти, кој сакаше можеше да се пријави да се трка. И Емре беше со најбрзо време, нели? Затоа го одбравме како возач. Димензиите, колку може да развие, нешто слично на формулите што се реални или? Дизајнирана е да може во кривина со отприлика 80 км на час да може да влезе, нели, да биде стабилна формулата. И се разбира, не се споредува со реална формула, бидејќи имаме... Не зборуваме за Формула 1, збориме за нели има и Формула 3, 4, 5. Има огромни рестрикции што ни ги поставуваат судиите со цел да се заштитат студентите, нели? Јасно. Пред се име безбедноста. Тие се професионални возачи, цело време го живееле тоа. Одиме со првата трка, тоа се случи кога и каде? Кога веќе беше све комплетно направено? Одите, учествувате каде? Кога беше све направено, кога можевме да возиме, беше во Романија, на ФС Балкан се викаше надпреварот или Формула Студент Балканс. Со формули кои што се направени болиди исто како вас, студенти, исто како така? Нас од други држави, да, имаше луѓе од Романија, од Германија, од Финска имаше луѓе. Добро. И тоа сите се студенти, имаат тимови од под минимум 15 студенти што одат на трките. Добро. Феноменално искуство е за студент да оди таму и да се запознае со сите тие луѓе што имаат такви слични амбиции како нас, да кажеме. И првото тркање всушност беше на некој начин trial and error, дека тие механичките испитувања ги поминувавме со тешкоти, ама ги поминавме. Каде заглавивме кога дојде до тестот за бучност, за нечија среќа, за нечија несреќа, ние бевме многу бучни. Апаратот ни измери 180 децибели, а дозволено беше 110, што е до некаде прекорачување, но го реши... Може да има и дисквалификација или не? Па, не е дисквалификација, ама не може да се тркаме на динамичките трки. Всушност не може да ја возиме трката ако не ни е се претходно поминато, а има доста обилни правила, има над 150 страни од правила што ги имаат направено. И потоа што се случува? Го средите тоа или се тркавте? Го средивме за Хрватска, за Романија тоа беше крајот, значи завршивме со механички инспекции, ни ги потврдија и бевме се супер. Има тест каде што ставаат колата под 60 степени наклон и тоа го поминавме. Кога дојде моментот за тестот на бучава, тогаш малце се зезнавме дека не знаевме, не ни беше доволно добро дизајниран системот за лонецот и ауспухот, не беа доволно тивки, што нели на секој што сака мотоспорт е контра тоа што го сака да биде тивка кола. Да, сепак звукот и и бучавата си го прави својата друг ефект. Одите во Хрватска, еве, што се случува таму? Да, во Хрватска исто така ги поминуваме сите регулации. Од тој аспект формулата си е супер, што како за прво возило што го вадиме таму на вакви надпревари, за нас беше искрено голем успех. Надпреварувачки дух има трка, има ривалство. Има трка, само што не се класични трки како со формула, каде што сите возила еден по еден возите? Да. Тоа е за подобра безбедност, претпоставувам. Да. Добро, и какво време? Повеќе се и тоа како испитување, значи се различни дисциплини, каде што има забрзување, кочење, така од тој аспект ја тестираат колата. Endurance, значи колку долго ќе издржи, каде што имавме проблем, што е последната дисциплина, каде што од технички проблем не стигнавме до пола да извозиме и потоа имавме технички проблем, возилото не можеше да продолжи. Да, но ова може би звучи како да не сме успеале, но самото поминување на тие технички инспекции е огромен успех за тим што е 2 години во постоење, бидејќи имавме прочитано на многу места дека сите динамички дисциплини да се поминат со прво возило, како што имавме ние прво возило, имаат успеано 3 или 4 тима во светот.
што Тоа е повеќе од успех, значи. Да, значи Нас ние не разделија некои 10 минути од таа. да. Добро, 10 добро. минути возам. Реакциите ме интересира од вашите колеги, вашите соученици или колеги од други држави, од други тимови кога го видоа нашиот македонскиот модел. Кој беше нивниот став? Па и вашиот став за нивните возила, подобри биле, подобро бил нашиот. Да. Што може да како искуство да кажете? Значи нивните формули се со скроз друг левел, имаат Бидејќи огромно имаат поголемо повеќе искуство, или? искуство, финанси, многу различни аспекти. Но самото тоа што ние сме успеале, што вика Григор, за 1-2 години да стигнеме до тој левел, тие да ни бидат ривали, е доста голем успех за нас. Не можам да проценам колку чини. Имате некаква математика колку сте потрошиле финансиски? Имавме пресметки за претходната година за болидот колку треба да чини, требаше да чини 40.000 евро. Тоа се средства што се вложени во него? Во него, како и во превоз, транспорт, да. Ние успеавме со големи маки да собереме само 25.000. Со тоа што, нели, македонскиот дух дозволува многу голема тоа е истрајност и се адаптираме на условите и можеме да создадеме. Значи нешто што би коштало, што би чинело 40.000 евра, вие го направите со 25. Да. Тогаш можам да замислам како изгледале и колку чинат хрватскиот, романскиот или некои држави што имаат поголем буџет или стандард кај учениците, кај компаниите. Кој ви помогна? Од државата добивте нешто? Од фирми, компании, општествено одговорни, без да спомнуваме имиња да ги правиме се реклами или антиреклами, кој најчесто се компании што сакаат да не поддржат како студенти, што гледаат нешто ново тука кај нас. И најчесто се тие. Искрено немаме како спонзори. Само луѓе што сакаат да поддржат амбицијата на студентите. Не секој час. Да, не е дека гледаат да добијат нешто од нас, туку ентузијазмот го процениле и виделе дека вреди да се да се вложи. Добро, пристапуваат ли луѓе, менаџери, бизнисмени на ваквите настани кај вас младите луѓе кои што ве гледаат како луѓе кои што може да конструираат и нешто повеќе од ова, да ве ангажираат за други проекти? Има ли можност таква на овие настани? Дефинитивно е еден да ви се отвори нова врата, нели? Да, еден од главните придонеси на надпреварот е дека имаме некој нетворкинг со луѓето што работат таму, некое вмрежување со луѓето што работат на тие, на Формула 1, на повисоките нивоа, на фирми што се навистина имаат огромни буџети, огромни финанси, што прават глобални работи. Пример за тоа е, имавме 2 студенти што беа прошлата година со нас членови. Оваа година добија стипендии за магистратура во Словенија и во Италија, што е за нив е огромен успех дека ги приметуваат, дека работат нешто и дека се истрани, затоа им даваат стипендии, може сакаат да ги вработат понатаму. Едно искуство ваше во ова? Како гледате? Колку ова може да биде одскочна даска за понатаму во животот? Ваквите проекти. Значи ова е дизајнирање баш на комплетно возило кое што вози, што не е мала работа да го изработат студенти. Мислам дека вакво нешто да стои во нашето CV е голема работа. Не. Што студирате на машински? Што сте по... Јас сум термичко инженерство. Јас сум мехатроника, да. Што конкретно можете потоа вие да придонесете во кој дел од индустријата? Со вашите звања? Јас, например, на формулата работев на системот за ладење претходната година. Добро. И искрено што е баш мојот смер, односно дали возилово ќе прегрее на трка или не, што добро се докажа, односно добро било дизајнирано. Григор? Јас бев метнат во тимот електроника, што многу се поврзува со мехатроника и мислам дека
од целото ожичување до сите сензори, до какви било актуатори што беа користени во колата. Во се имав раце за да опипам и да видам како се прави тоа во вистинскиот живот, нели, да некое практично искуство да добиам, така да мислам дека е огромна шанса да се спореди таа теорија што учиме на факултетот со ова некоја практика и понатаму, нели, во индустрија кога ќе се вработам ќе имам некое искуство над тие што не биле. Да, ова е за во автомобилска индустрија како особено, да. Така. Да. Докаде сме сега со вториот болид? Вториот болид е на половина или во моментот е во дизајн фаза. Значи ќе наликува на првиот или ќе биде нешто подобро? Вториот болид за разлика од првиот е што сакаме да изгледа многу побаво. Сакаме да има аерокит како што имаат вистински формула возила со предни и задни крилја, со сайдподс на страната и со цело тело обвиено од фолија, од индустријска фолија. Покрај тоа ќе имаме и нов мотор. Претходно користевме Phaser 600, сега ќе користиме R6, исто од Yamaha. Како гориво користи, не ве прашав? Како што користат и нормални коли, 98 рон или на македонски тоа е E95, мислам дека бензин. На трката ни става малце покорозивно гориво, ни става 102, што е баш тркачко гориво, ама не издржа системот за гориво и тоа гориво што е малце покорозивно да го издржи. Значи негде на пролет би требало да биде готово или? Пролет се надеваме дека ќе го имаме исконструирано, испроизведено, дизајнирано и веќе да почнеме со фаза на тестирање. Надежно. И кои се плановите, на кои трки, на кои места? Каде ќе се оди со него? Претходно напоменав дека направивме некој трик за да успееме во 2 сезони да извозиме со едно возило. За тоа сакаме да одиме со старото на друго место? Па не, со новото би оделе на трките што се покасно оваа сезона. А следната сезона би оделе на поранешните трки, да кажеме првите би биле во септември, а вторите би биле следната година би биле во април, така нешто. Ама истото возило би го возеле 2 години. Значи сега со ново возило би се пријавиле некои надпревари што се покасно, како што се Италија, Грција, мислам дека и во Шпанија имаше надпревари што беше покасно. Млади ентузијасти како вас може да бидат задржани да останат во Македонија? Или кои ви се плановите за во иднина? Да се надеваме дека може. Да. Барем јас би сакал искрено, немам некои планови за заминување. Да заминам, да. Сакам да го донесам тоа од надвор тука, за да може да работиме исто како што работат и тие од надвор. Да, до некаде пробуваме да ја унапредиме државата на техничко ниво со тоа што се што ќе научиме од тие трките од надвор, можеме да го донесеме и тука. Да имаме некоја иновативност, некоја таква иновативна страна во Македонија. На последниот сајм бевте представени, како поминавте на сајмот? Одлично. Мислам, сајми се најчесто одлична прилика за нас да се запознаеме со фирми, со ентузијасти, со луѓе што сакаат да видат што правиме, со можеби ентузијасти за мотоспортот што сакаат да видат до кај сме и како работиме и се тоа. И да не поддржат исто. Колку ова е со бенефит за вашата струка, една ваква пракса да има уште од која година сте вие на факултет, втора, трета? Сега сум четврта. Сега четврта, значи од втора година вие работите практично на производ како да сте во некоја фабрика, така? Како да сте инженери. Колку ова за вашето созревање како личности има бенефит, има на некој начин нели плюс во самото школување? Значи ние работиме. И колку е ова возможно и во другите смерови? Вака да се развива еден човек. Ние работиме буквално како мала фирма, каде што има нели членови од сите смерови, апсолутно од повеќе факултети, има и од економски, од машински, од електро. Значи сите кои што се науки можат да учествуваат во овој проект. И буквално учиме за сите работи, односно како една фирма работи, од финансиски аспект до производство, до проектирање и апсолутно све. Да, имаме и мрежина хиерархија, односно бордови, лидери на секој посебен тим и понатаму членови на секој тим и
стварно како што вика Марин, функционираме како некоја мала фирма. Односно ги имаме од сите аспекти сме пополнети. Имаме и за финансии дел, и за маркетинг дел, и за спонзорства, за сите технички работи посебно. Вие сте комплетна, само чекате сега да завршите и можете да си основате своја стартап компанија. Теоретски да. Така? Да. Така. Да. За ви посакам само многу успех. Благодарам. Да ни дојдете со новата формула, со новиот болид и во следно гостување. Навистина ми беше чест да разговарам денеска со вас. Особено ми е драго кога разговарам со успешни млади луѓе кои што имаат што да кажат на јавноста, да се пофалат со навистина успех. Ова е големо нешто за Македонија. Македонски студенти да направат болид кој што ќе се надпреварува на меѓународни трки, па да биде тоа и студентски. Еден апел, една порака до сите млади како за крај. Да. Што имате да им порачате на младите студенти? Ви оставаме поета, една минута да им порачате Само нешто. да се пријавуваат на повеќе вакви проекти, затоа што се супер, одземаат малце повеќе време, но искуството и за понатаму, мислам дека е многу подобро од тоа што само одзема време. Јас плюс мислам да се надоврзам, мислам дека кога започнав со проектов немав никаква, мислам имав амбиции за машински, ама тие мислам дека се трудуплира од кога бев дел во проектот, така да зашто и да учат, зашто и да се фокусираат, мислам дека може да помогнат вакви проекти во секоја смера. Онци ви благодарам што бевте денеска гости, се надевам дека ќе видите уште многу успеси и тоа ќе го прикажеме ние како медиум, сме должни да ги покажуваме успесите на младите луѓе. Фала и на вас. Почитувани, овде негде завршува Студио 10 за денеска. Јас ви благодарам за довербата и вниманието со кое што не следевте. Останете на телевизија 24, следуваат во 12 часот 200 со колешката Светле. Пријатно.